Раде Ангеловски од штипското село Балталија, откако знае за себе, работи на нива. Тврди дека прво фатил мотика, а потоа молив. Со земјоделие се бавиме од детинство, што значи од кога проодиме, се со земјоделие работиме. До школувањето на 6 и 9 година, одиме на школа и така. Повеќе со мотика отколку со молив? Повеќе со мотика. И тоа ми прави задоволство. Освен на поле, Раде бил и во училишните клупи. Одел таму и до каде стигнал. Вепне. На училиште во метална работи 30 на година, од дреар заврши на генерален директор. Завршивте што? Биша метална. 68 годишниот наш соговорник имал повеќе прилики во животот да се откачи од земјата, но и покрај се останал со неа. Одлучи за тоа што никој не ми стои на главата и колку можам толку се искарам за себе. За себе. Значи за тоа се одлучи. И представува задоволство. Задоволство ми прави. Денеска од 5 сата почнувам со работа, вечер завршувам околу 9 сата. Што значи мако трудна работа. По многу години Раде успеал да обстане, да оформи семејство, да изгледа деца и на крај и да биде задоволен. Од животот сум задоволен. Задоволен сум. И не се лутам на ништо. Може некои работи требало да бидат подобри, али тоа е тоа. Ако се врати назад и има можност да промени, дали воопшто нешто би променил? Уште утре пак ја зимам матиката и работам си како што знам јас. Значи не се откажувам од земјоделие. Некој велат од мотика и политика да се бега, вие? Види, точно. Да речеме оваа година е многу сушна година, рече ето ќе направиме еден ден репортаж кај мене доле. Пипери имам 2,5 декара бел. Не сум скинал до сега ни пиперка. Паѓа цвето, нема, али тоа е тоа. Па некоја година ќе даде, некој нема да даде така. Упорноста е важна. Упорноста, да. Но и оптимизмот. Прво тоа. Така. Битно е поддршка да имаш од жената и да имаш поддршка. Колку е таа поддршка од самото семејство? Максимално ме поддржуваат. Никош Кај нивната помош у тоа? помага. Жената исто како ја што работи и она работа. Значи она јас станувам 5 сата, кафе пиеме и почнуваме со работа и она исто. Значи работиме 20 макотрпна. Пред 6-7 години, може и 8, имав и 4 вработени. Жени нон-стоп и 4 по потреба. Ама остареа луѓето не може да работат и тоа. За Ангеловски, земјата е се, но на други препорачува работа со неа да немаат, бидејќи работата на поле не е лесна. Макотрпна работа е. Макотрпна. Секој не може да издржи тоа. И нервозна. Те речеме пред малку спомна дека 2,5 декар пипер не сум скинал пиперка. Значи тоа е малку макотрпно. Али ја не давам слабост. Мора да се станува рано наутро. Ако не станеме рано после напладне жесината ќе не утепа. Значи 4 постануваме, 5 пиеме кафе и почнуваме со работа. Навечер се враќате од нива. Навечер не се враќаме, него таму спиеме. Имаме вила на тоа 230 квадрата и таму си спиеме. Вода, струја се има. Раде е еден од најредовните на Штипскиот пазар. Стар пазарџија сте тука на градскиот пазар. Каков е соодносот со муштериите? Што бараат повеќе? Како треба со нив? Муштериите секојаш треба да биде во право. Макар и да не е во право. Никош муштеријата не треба да биде крив. Секојаш ние попуштаме, а и они попуштат нормално. Секој греше. Али ние се трудиме да бидеме пристојни со нив. И на крајот, до кога останувате на оваа ваша тезга? Додека може. Зависи од здравјето. Ако имам да даде Господ здравје, ќе работам уште време. Ако не бива, не бива. Али ќе се трудам додека сум жив и здрав да работам.